Рековме дека Владе и Олга Марковски се оцелуваат од Љубојно во Скопје, каде Владе се вработува во угостителството, за да потоа со група како представници од таа фирма во која беше вработен и тој, заминува во Германија, за да пак животот го носи потоа во Торонто, Канада, каде во пресрет му излегоа неговите соселани Цветко и Миланка Калајџиевски, исто така од Љубојно, за да потоа си ја повлече кај себе и неговата сопруга и ќерка Олга и Силвана Марковски. Олга Марковска, позната како шеговита жена, но и добра домајкинка и бизнис жена, зашто по незиното доаѓање во Торонто и со отворањето на нивниот прв ресторант на Шепард Авеню Исти Кингстон Роуд во Скарборо, таа работеше деноноќно во ресторантот, а од друга страна и голема грижа даваше кон низините ќерки кои тогаш беа уште мали. Навистина вистинска мајка, но не беше само тоа. Во 1971-72 година, заедно со брати Васил Ангеловски, отвораат и за нашите гурмани ресторант Македонско село, за да нашите сонародници се потсетат на своите родни огништа, на убавата македонска песна и оро и богатиот избор на македонската кујна. Така да во тоа македонско село многу познати интерпретатори ги забавува присутните гости, како Васка Илиева, Анка Гиева, Панде Коминовски Пашата, Фана Шомова и други. Срца ни сплотува, песната наша ко виново чаша, на сите наздравува. За години млади, љубови стари, низ времето патува. Во животот така, песната наша и раните ги лекува. За години млади, љубови стари, низ времето патува. Во животот така, песната наша и раните ги лекува. Еј, песено дружке наша, малку ли си пеана? Секој човек што те слуша, за тебе се врзува. Еј, песено судбо наша, за миг летни далеку. Нека те чујат на сите страни, радост среќа подари. Се нижат како гердан бисерен. Со тебе песно другари верни, повеќе од 20. За години млади, љубови стари, низ времето патуваш. По животот така, ти песно наша, раните ги лекуваш. За години млади, љубови стари, низ времето патуваш. Во животот така, ти песно наша, раните ги лекуваш. Еј, песно дружке наша, малку ли си пеана? Секој човек што те слуша, за тебе се врзува. Еј, песено судбо наша, за миг летни дани.
strani, radost sreća podari. Neka te čujat na site strani, radost sreća podari. Олга Марковска секогаш со насмевка и како и во ресторантите ги дочекуваше своите гости. Како што реков, таа знаеше и да ги насмее со низината духовитост. Но морам да спомнам дека Марковска исто е зачленета долги години во женската секција на Македонската православна црква Свети Климент Охридски, каде и ден денес е активна и помага во границите на низините можности. Олга Марковска е вистински пријател, кога со некога ќе се спријатели и секогаш сака да помогне секому и онолку колку што може, а меѓу нив е и радиочасот Глас од Македонија. Исто така, кога беше групата ансамблот Танец, целата група беше во незиниот ресторант, значи јадење, пиење беше се бесплатно. Како членови на Преспанското друштво, пак со незиниот сопруг, Олга Марковска со сопругот Владе има помагано и во цркви во Преспа, но и во незиното родно село Долнодупени за црквите, а се разбира и тука и во многу други хумани акции. Меѓутоа, незината желба е да се има сплотеност меѓу нас македонците, не сака никакви кавги. Може би затоа голем број од македонците ја почитуваат ова наша македонска преспанка. Но не е само тоа. Да се вратам сега ке низината фамилија. Таа знае и да запее во друштво со низиниот духовит, би рекла, духовитост, како што спомнав предходно, а бидејќи песната нези е духовна храна, таа ги развеселува сите присутни во друштвото, посебно во фамилијата. Не може, а да не се каже, кај 4 внуци, па дури и правнучиња, Олга Марковска е омилената баба, па и прабаба. И има зашто таа да биде таква тигрица, се бори за низината фамилија, давајќи се од себе. Олга Марковска со својата фамилија сака на сите нејзини најблиски роднини пријатели, соселани на целиот македонски народ да им посака убаво да ги очекаат празниците великденски и за многу години среќни и весели да бидат. Vesno, vesno, oro leta, vesno, vesno, srca bija, vesno, vesno. Lesno, lesno. Samo za festa, sa,
Помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашите реклами, честитки, доброволни прилози и слично ќе бидат од голема помош за да продолжи да се емитува и понатаму ова најстара радиопрограма во диаспората. Телефонот е 647 780 6549. Исто така да спомнам, сите вие, освен на преко радиоапарати, можете и доколку телефонирате на 416 593 0055, да повторам, 416 593 0055. Секоја недела можете да слушате преку телефон од 6 часот навечер да ја слушате ова радиопрограма. А вие кои патувате за Македонија, а не сте вакцинирани, можете да патувате, меѓутоа мора да имате PCR тест, важечки македонски пасош, па и канадски пасош. За подетелни информации јавете ни се на 647 780 6549. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со председателот Влади Димитриевски ве поканува на заедничките богослужби, што еве уште 2 недели до великденските празници се, но исто така како културен центар на располагање ви стојат 3 сали на Свети Климент Охридски. За било какви настани, крштевки, свадби и слично, јавете се на 416 421 7451. Секој еден посакува да живее во свој топол дом. Сонја Димеска, продавач на неподвижен имот, како куќа, исто така бизнис, фарми, и да е покрај вас. Завртете го телефонот на 416 900 5802 и побарајте Сонја Димовска, која ќе ви излезе во пресред. Телефонот е 416 900 5802. На 15 пак мај, пред зградата на Онтариското собрание, што се наоѓа на Калич Стрит и Универзити, Организацијата Обединети македонци реши да го дигне својот глас пред светот против неправдите што се врз Македонија и македонскиот народ. Иначе ќе отпочне од 12 часот напладне до 4 часот попладне. Подетелни информации во нашите наредни емисии.